Добре, криптоентузијасти, денеска ќе имаме, се надевам, кратко видео за Cardano, со оглед на фактот дека има доста интересни работи кои се случуваат и мораме да направиме апдейт за истиот нормално. Затоа и направивме еден, да речем, мал патоказ за тоа што ќе се зборува во самото видео. Значи, прво ќе поразговараме за тоа што е Hydra, колку е битна во целата оваа ситуација нормално, потоа што е Mithril, тоа е следно нешто се доаѓа, значи следна надградба на Cardano, Voltaire и CIP, практично ова е предлогот за гласање 1694, кој што е исклучиво битен, односно ќе доведе до целост децентрализација на Cardano блокчейнот, како и моменталната работа на девелоперите на овој блокчейн, со тоа што ќе испоредиме топ перформерите во однос на тоа кој има по највеќе скрипти, највеќе работа на овие блокчейни, значи зборуваме од целиот крипто сектор, и на крајот нормално ќе погледнеме во однос на ADA и во однос на надграбите кои што самите они ги следат. И сега, нормално прво ќе започнеме со Hydra, затоа што тоа е најбитниот апгрейд кој што моментално се случи, значи не можам да разберам како успеав да го промашам, но има мало објаснување во однос на некој начин она што е од самите девелопери или од самиот Чарлс Хоскинс објасни до моментов, зошто е тоа така направено, а и има целосна логика. Односно, значи ќе пред да објасниме што представува самиот Hydra, би сакал да напоменам зошто е тоа така направено како што е направено моментално. Значи, ако се сеќавате во претходниот bull market имаше голема фама во однос на пуштање на смарт контракти, односно влегување во оваа ситуација во, само да видим како беше точно, во Goguen ерата, не се извинувам, во Basho ерата, не, Goguen беше точно, затоа што тоа се смарт контрактите. И проблемот што се случи во таа ситуација е тоа што многу луѓето, вклучувајќи ми и мене, морам да признаам, не свативме дека тоа што ќе има смарт контракти не значи дека веднаш ќе има екосистем, не значи дека веднаш ќе има децентрализирани менувачници, не знам, активност, проекти и слично. Значи, нормално, вие кога сте направиле смарт контракти на одреден проект, потребно е време. Прво затоа што самиот Cardano не работи со Solidity, например, или вообичаени програмски јазици, кој има свој јазик, наречен Plutus. Значи, беше потребно време да се истренираат девелопери во овој нов програмски јазик, а второ е потребно време за овие апликации да се изградат и да се пуштат во употреба. Така да, во моментот кога настапија смарт контрактите, односно нели кога истиот стана смарт контракт compatible, односно нели официјално може да поддржува други проекти на самиот блокчейн, значи многу од луѓето беа разочарани затоа што не сватија дека е потребно време за екосистемот да се развие. Истата ситуација на некој начин е и сега. Односно не сака, како што можам да видам според тоа што го објавија, значи не сакаат да направат преголеми очекувања од ваквиот апдейт, затоа што е потребно време истиот да почне целосно да се имплементира. Односно, Hydra ни представува многу софистицирана солуција, значи на втор, на сайдчейн, односно како што е, например, Polygon за Ethereum, овдека треба да биде самата Hydra за Cardano. Разликата е во тоа што Hydra представува Cardano, додека Polygon представува сосема друг блокчейн кој што се интегрира на Ethereum блокчейнот за да му помогне во неговата работа. Сега, да објасниме накратко што уствари представува Hydra и како истата се интегрира на самиот Cardano блокчейн. Значи, прво, Hydra ни представува значи second layer солуција. Знаете сами дека имаме неколку типови на second layer солуции, каде што истата може да биде или sidechain, истата може да биде или ZK rollups и слично. Каде што во оваа ситуација, според оно што јас го разбирам, ова е уствари off-chain, sidechain солуција во која што истата е базирана на самата Cardano технологија. Односно, Hydra не е друга технологија, Hydra не е друг тип на блокчейн. Hydra е истиот блокчейн на Cardano, кој што практично го копира целиот блокчейн на Cardano во една мала глава. Затоа и се нарекува Hydra, односно ако знаете нели магичното митско суштество Hydra, кое што доколку ми сечете една глава, две ќе му никнат. Значи тоа е идејата, каде што секој од овие глави ќе има мини верзија од самиот Cardano блокчейн. Односно, ако Cardano блокчейн може да достигне 1000 трансакции во секунда, затоа што толку е неговата максимална брзина, замислете колку може да достигнат сите од овие глави засебно, кои што имаат компатибилност, тоест capability, односно можност на 1000 трансакции во секунда. И секој од овие глави практично треба да представува приватно поседување на блокчейн како Cardano за секој од проектите кои што се гради во екосистемот на Cardano. Односно, вие фактички, ако имате, да речеме, MinSwap е ваше, да речем,
тоа е најголемата моментално менувачница децентрализирана на Cardano, вие фактички поседувате ваш приватен Cardano блокчейн кој што работи во една од овие хидра глави, а бенефицира од сигурноста и од начинот на работа на целиот Cardano систем, затоа што е поврзан на самиот Cardano систем. Вие фактички имате 1000 трансакции во секунда само за вас, само за вашиот протокол, за вашиот блокчейн. Што уствари како се до тоа се интегрира. Значи, овдека е покажано како изгледа фактички трансакцијата, односно вие фактички праќате дел од Cardano токените од главниот чейн, оф-чейн на Hydra блокчейнот. Односно, вие фактички вадите одредена сума на Cardano токени во однос на тоа што ви е потребно за работа на овој Hydra проект, односно Hydra глава на вашиот проект, на вашиот блокчейн. Каде што истите се, значи овдека може да има безброј трансакции. Единствена трансакција која што се запишува на блокчейн, на главниот Cardano блокчейн, ќе биде онаа која што ќе биде направена кога истиот број на токени ќе се вратат назад на основниот блокчейн. Односно овдека е многу подобро тоа представено. Значи што уствари се случува? Во момент каде што вие имате низа на блокови и во секој од овие блокови фактички имате одреден број на трансакции кои што се запишуваат на основниот Cardano блокчейн. Вие фактички вадите дел од овие токени и ги преместувате на една од овие Cardano Hydra глави, каде што имате засебен екосистем во кој што овие токени циркулираат. Односно имате, да речем, овдека не знам, 1000 трансакции, се разбираме. Идејата која е? Вие од Cardano блокчейнот земате, да речем, 100 Cardano токени и ги преместувате во Hydra глава, да речеме на Minswap, кога веќе го земавме за пример. Каде што на Minswap купувате, продавате, правите што правите, така. И сите овие трансакции се запишуваат на овој sidechain, оваа Hydra глава која што вие имате. Но не и на главниот блокчейн. На тој начин фактички не го забавуваат. Односно, главниот блокчейн не чека сите овие трансакции да бидат запишани, за да може да продолжи со работа. Односно, кога сето ова ќе заврши, кога вие ќе одлучите дека сакате да ги повлечете вашите токени назад од Hydra на самиот основен блокчейн, вие тоа го правите и на тој начин само во моментот кога ќе се вратат токените запишувате една трансакција. Значи вие сте направили 1000 трансакции, но во моментот кога токените се враќаат назад на основниот блокчейн, се запишува само една. Што значи дека имате огромен број нови трансакции кои што се решаваат на second layer, односно на вториот сайдчейн, во оваа ситуација ваш приватен Cardano блокчейн, пред да продолжи да функционира на основниот блокчейн. И сега, зошто е подобар Hydra, за да речеме од комбинацијата помеѓу Polygon и Ethereum? Затоа што овдека вие немате 10 различни second layer солуции. И во оваа ситуација вие немате ни потреба да ги префрлате на IOT. Значи ова практично ќе биде дел од самиот Ouroboros протокол. Ouroboros е ствари протоколот на смарт контракти на самиот Cardano. Со тоа што вие не правите ништо, за разлика од Ethereum, вие треба да ги преместите токените, да речеме од Ethereum на самата Layer 2 солуција и кога ќе завршите со работа да ги вратите назад. Прост пример. Се префрлиле одреден Ethereum, да речеме во оваа ситуација, да земеме за пример, некој од овие marketplace, мене ми е познат, на пример, ова чисто за да ви стане јасно. На пример, јас го користам токен Prof преку Immutable X, кој што уствари е second layer солуција на Ethereum. Само да ви покажам зошто има голема разлика. Значи, вие ако сакате да преместите овдека одредена, да речем, сума, вие мора да депозитирате фактички одредена сума, која што откако ќе завршите, истата треба да ја направите withdraw, со тоа што практично кога ги публикувате овие средства, ги публикувате назад на Ethereum блокчейнот. И на тој начин запишувате една транзакција. Но тоа мора да го направите мануелно. Разликата во оваа ситуација е тоа што ние фактички овдека не мораме да правиме ништо. Односно, затоа и ви велам, Hydra представува самиот блокчейн во приватна верзија за секој од проектите во екосистемот на Cardano. Што значи дека вие немате потреба да ги преместувате вредноста на токените од Ethereum во Polygon, па од кога ќе завршите да ги вратите на Ethereum, туку во оваа ситуација тоа го прави самиот блокчейн за вас, затоа што Hydra е само копија од Cardano. Значи ова е компатабилна технологија, немате потреба ни од мостови, немате потреба од ништо. Едноставно е користите истата технологија во приватна верзија за секој протокол. Со тоа што на тој начин фактички добивате на максимизирање на практично неговата ефикасност, на минимизирање на каснењето на трансакции, затоа што некогаш треба фактички да се исчека. Тоа е поентата уствари со Ethereum. Значи вие имате едноставно се затвара самиот блокчейн затоа што имате премногу трансакции кои што не може да се процесираат затоа што има
премал број на трансакции во секунда за да бидат направени. Incurring minimal to no expenses, затоа што вие фактички веднаш овие да речем давачки се направени во моментот кога ќе се преместите на сайдчейнот, за разлика од тоа Ethereum, значи знаете сами дека затоа што има премногу малку трансакции, цените на трансакции се уште високи. Овдека цената останува иста без разлика дали е off или on chain и повторно, значи нема голема разлика, едноставно ќе биде на некој начин истото што досега се работеле во самиот Cardano. И reducing storage requirement, зошто? Затоа што не сите трансакции треба да бидат запишани. Значи ако сеќавате ова, Ethereum ќе го постигне дури кога ќе дојде до dank sharding, односно кога ќе имате фактичко групирање на голем број на трансакции кои што ќе бидат запишани како една на главниот блокчейн. Овдека на пример немате потреба од тоа, затоа што истите се реализирани на второстепениот Cardano layer во оваа ситуација, затоа што тој ќе биде приватен ваш блокчейн, така речено. Значи вие запишувате само трансакцијата на токени кои што ќе се вратат назад на основниот чейн. Колку што јас разбирам, можеби сум грешка, ако сум ќе ги замолам оние кои што се разбираат малку повеќе од мене да ме поправат во коментар, но пак ќе кажам, идејата е дека во оваа ситуација вие фактички главниот блокчейн го држите само за најбитните трансакции кои што ќе се вратат назад на основниот блокчейн. Додека секој од овие практично во екосистемот проекти ќе има своја глава на хајда, која што има практично приватен Cardano Ouroboros протокол, односно Ouroboros блокчейн кој што работи само за вашиот проект. Така да ова е одлична солуција. Сега, значи гледам имаше некои негативни коментари. Нема да навлегувам кој што не е битно. Идејата што е? Значи вие кога имате блокчейн кој што има милион трансакции во секунда, затоа што вие имате 1000 трансакции на секоја глава на Cardano Hydra протокол. Во оваа ситуација, ако имате 1000 проекти, секој од нив има 1000 трансакции во секунда. И од овој момент доаѓаме до неограничена брзина. Нормално има и некои други проекти кои што се целат кон тоа, но идејата е дека на овој начин вие фактички имате ситуација во која што имате огромен број на брзина. Така, истата може да биде неограничена затоа што колку повеќе проекти, секој од нив има сопствена глава од 1000 трансакции во секунда. И зошто е ова битно? Значи, не можеме да бидеме ограничени, не можеме да кажеме па не е потребно, гледаш дека и со 60.000 моментално функционираме, вака ќе ви кажам. Зошто Visa и Mastercard моментално се обидуваат да најдат било кој од овие криптопроекти кои што ќе може да им даде поголема брзина. Значи Visa и Mastercard до сега од она што јас го имам истражувано, се на некој начин задржани на 60.000 трансакции во секунда со приватен, целосно централизиран софтвер кој што го поседуваат. Што значи дека они не можат со конвенционална технологија да постигнат повеќе од 60.000 трансакции. Затоа моментално се толку заинтересирани за она што може да им го овозможи крипто, а тоа е многу повисок степен, многу повисока бројка на трансакции во секунда. Значи да, сега не е потребно, но во моментот кога ние ќе дојдеме, а нормално е дека ќе дојдеме до масовна адоптација, значи оние блокчейни кои што не можат да достигнат брзина која што е потребна за масовна адоптација, односно каде што ќе имате милиони на луѓе кои што ќе ве користат, автоматски ќе отпаднат. Значи нема да бидат користени. Никој нема да сака да користи блокчейн кој што не може да достигне до соодветна поврзина која што вас ви е потребна. Значи вие истата ситуација е со Solana. Зошто велам дека едноставно нема логика да имате 60.000 трансакции, а никогаш не успевате да ги достигнете. Вие ги достигнувате, но наеднаш ви се расипува протокол, така? Или пак имате Ethereum кој што има 7 трансакции во секунда. Нема логика таков блокчейн да, значи без разлика колку юзери има. Едноставно таков блокчейн ако не најде решение ќе отпадне. Затоа и Ethereum толку многу се труди да премине од POW на POS, па да направи second layer солуции, па да направи rollups, па да направи dank sharding. Значи идејата е дека вие мора предвреме да го развиете овој тип на технологија со цел кога ќе дојде моментот да бидете спремни. Не може да чекате кога ќе дојдат луѓето тогаш да се надградувате. Тоа е многу Ethereum. Така да нели? Затоа и велам, значи ова е универзална, значи крајно добра технологија која што треба да ве радува. Сега нели, на крајот од денот секој треба за себе да одлучува, но мене ова ми представува огромен, значи огромен напредок во крипто да речем заедницата, затоа што знаете и сами дека ваков тип на солуции кога еден проект ги развие, најчесто другите почнуваат да ги превземаат. Така да битно е дека се развива технологијата напред. Нормално, оние кои што носат технологијата се оние кои што најчесто и најголем профит добиваат од неа. И затоа ме радува што конечно значи Cardano во ерата во која што се уште се ногиме, тоа е
самата башо ера на скейлинг, значи ние се уште не сме официјално влезени во Волтер ерата на governance, каде што ќе имаме целосна децентрализација, значи тоа е многу добар показател дека Cardano се развива точно како што досега се беше најавено. Значи за разлика од останатите проекти, иако има одлагање, че тоа не го разбирам. Многу луѓе до сега доми кажуваат како Cardano многу се чека. Значи се чека затоа што луѓето даваат резултати и го тестираат, ретестираат, претестираат и го праќаат на еден куп светски познати криптографи за се тоа да биде, нели, соодветно направено пред да биде пуштено во употреба, затоа што многу од луѓето ко на пример на Solana, значи на Solana креаторот, девелоперот, тој што е главен, се смееше на Cardano викајќи: "Абе, ајде, тоа премногу чекање, сега ќе чекаме, па ќе тестираме, па ќе бараме мислење од криптографи." Да, затоа на секоја недела ви паја блокчейнот, се разбираме. Како може сериозна компанија да земе да го работи вашиот блокчейн, ако вие на една недела ви колабира блокчейнот и се уште ви во бета верзија, ме разбирате? Значи тоа е разликата и затоа на пример кога нешто имаат потреба време за да го направат, мене воопште не ми е проблем. И затоа по големиот дел од портфолиото ми е во Cardano, затоа што верувам дека Cardano ќе биде една од основните криптовалути во светот која што понатаму ќе на некој начин постави постамент врз кој што ќе се гради целиот тој екосистем на крипто, затоа што крипто се уште не е ни започнато. Ова се само основни технолошки солуции кои што понатаму ќе продолжат да го креваат се повеќе и повеќе. Следен апдейт кој што треба да го направат е најавен, требаше да биде на крајот на 2022, очигледно не е. Повторно не ми е проблем да го почекам, е Mithril. Знаете и сами оние кои што се нердови како мене знаат што представува Mithril, оној магичен нескршлив материјал метал од Lord of the Rings. Така да ми се допаѓа идејата за Mithril, значи доста митски имиња. Сега, идејата на Mithril е, знаете и сами дека Cardano е POS, односно Proof of Stake. Што значи дека има мрежа на стейкинг нодови кои што треба да се синхронизираат едни со други, односно секој од овие нодови треба да има точната историја на трансакции. Значи тоа е уствари блокчейн леджерот. А моментално блокчейн леджерот на Cardano е 81,41, а ова е пред еден месец или 2 месеци, така. Сега, тоа значи дека 81 гига постојано треба да биде апгрейдувано со сите нови блокови кои се запишени на сите нодови на Cardano. Каде е овдека проблем? Имате многу време затоа што не може да биде запишен нов блок додека сите нодови не се синхронизираат на последниот запишен нод и блок и во оваа ситуација практично имаат истата историја од 81,41 гигабајти. Сега, ова е многу потешко за објаснување, значи јас поминав низ истото, се обидов да го разберам. Значи главната работа која што треба да разбереме за Mithril како солуција на Cardano е дека го забрзува синхронизирањето на нодовите. Односно, до сегашната, да речам, ситуација во која што нели со консензус практично нодовите гласаат и треба да имате поголем дел од нодовите кои што гласале дека нели треба да се запише транзакцијата, фактички потоа се чека за оваа транзакција да биде запишен, транзакциите во еден блок да бидат запишани и овој блок да биде копиран на сите леджери на сите нодови. Сега се тоа ќе биде многу повеќе забрзано со тоа што, значи, пак ќе кажам, консензусот како го прави ова Mithril е многу сложен. Искрено, јас морам да признам дека јас не го разбирам доволно, за да можам да ви го објаснам вас. Идејата е дека преку скриншотови, кои што практично самиот Mithril како алатка ги обезбедува и ги осигурува, вие фактички на многу побрз начин, зборуваме за исклучиво побрз начин, ги синхронизирате сите нодови за да може што побрзо да запишуваат нови блокови. Што значи идејата е, значи овдека тоа многу добро на почетокот го спуштиле, значи имате Layer 1 солуции каде што директно го разградувате самиот блокчейн во оваа ситуација Cardano, со цел да има побрзи, посигурен или што и да е надграбата која што ја правите, и Layer 2 солуции каде што нели имате сайдчейни, zk rollups или што и да е, каде што практично ги тргате овие трансакции настрана од самиот основен блокчейн со цел да ја намалите практично големината на трансакции кои што ги имате на основниот блокчейн. Значи, во оваа ситуација и многу добро е тоа објаснето, каде што Hydra е уствари Layer 2 солуција каде што вие ги тргате трансакциите, ги решавате офлайн и само основната една на крај кога капиталот се враќа назад на блокчейн ја запишувате на основниот блокчейн. Додека Layer 1 солуција Mithril во оваа ситуација ќе биде со цел да се надгради самиот Cardano блокчейн за нодовите да може многу полесно да се синхронизираат. Гледаме дека најавата на самиот и Mithril и Hydra требало да бидат на крајот од 2022 година. За жал,
значи не, извинете, до мај 2022 година, значи дека каснете една година. Но повторно, ако мене ме прашувате, подобро е да каснат, отколку да имате некој голем крак или да имате некоја голема ситуација во која што ќе имате малвер кој што ќе направи пуздер низ Cardano заедницата. Значи, ако избрзате, така се случуваат ситуации во кои што хакери наоѓаат, нели, начини како да хакираат, да земат капитал и слично. Така се наоѓаат моменти каде што имате целосен блок или целосно крахирање и конгестија на самиот блокчейн. Поради овие ситуации, пак ќе напоменам, мене ако прашувате, слободно нека земат колку време е потребно, само нека ги направат работите како што треба. Сега, значи, пак, за жал, се уште нема идеја кога. Значи, најавата беше во 2022 година, очигледно не се случи, но моментално се работи на тоа. Моментално ова е нова вест од 9 март, значи пак не е најнова, но секако е на некој начин понова од она што го имавме претходно, каде што официјално се повеќе и повеќе, значи добиваме нови верзии на Mithril, кои што понатаму треба нормално да ни ја дадат конечно алфа, значи верзијата во која што ќе почне да се применува на самиот Cardano. Се уште очигледно тоа не е ситуација, но пак ќе напоменам, тоа е дел од баша, односно четвртата ера, значи ние сме практично при крај со основното развивање на Cardano. Оние кои што го следат нашиот канал знаат точно што зборуваме, значи ние го следиме практично од Golgun ерата, кога конечно направија смарт контракти. Скейлинг е буквално сите овие солуции кои што моментално се случуваат, Vasil Hardfork, Hydra, во оваа ситуација Mithril, претходно надграби на самиот Cardano блокчейн, за конечно да влеземе наскоро во Voltaire ерата, иако они веќе тоа го најавија и се практично очекуваат дека се влезени. Зошто е тоа така? Значи во однос на скейлинг солуциите и понатаму се развива и верувам дека оваа ера практично никош нема да запре. Нормално вие не може да престанете да го надградувате вашиот блокчейн, но идејата е дека во Voltaire ерата конечно целосната работа и целосните одлуки на блокчейн на Cardano ќе бидат вратени на заедницата. Односно сега се уште имате IOHK или Emurgo, значи IOHK е уствари Input Output Hong Kong, тоа е основната компанија на практично на Чарлс Хоскинс, креаторот на Ethereum, кој што моментално практично се уште ја води оваа компанија, или Emurgo, тоа е она исто така двете се на некој начин non-profit. Значи, као невладина организација која што работи на развивање на блокчейн. Со тоа што се уште на некој начин, они се тие кои што главно ги прават овие апдејти и главно ги прават овие апгрейди на Cardano. Додека во Voltaire ерата сето ова ќе биде заменето со заедницата. Сега, идејата, значи јас овдека во ова кое што е пара некој начин од оваа година, значи започнувањето на Voltaire ерата ќе започне со донесување на овие три основни на некој начин артикли и институции. MBO ќе биде мембер, како и да беше, само да видам дали го има овде, мембер, значи тоа е уствари за сите кои што поседуваат Cardano, ќе биде практично кои што членуваат во оваа организација MBO, Constitution, односно тоа ќе биде практично основниот законник на кој што не може, на пример, тоа ќе бидат основни постулати кои што не може да се сменат. Односно тоа ќе биде ситуација во која што колку и да се гласа, едноставно нема да може да ги промените овие правила и сите одлуки кои што ќе бидат донесени од заедницата мора да бидат во согласно со самата конституција, односно уставот на Cardano и демократик консент, односно ова ќе биде начинот на кој што ќе функционира заедницата со цел да може понатаму да одлучува во кој правец ќе се движи Cardano. Со тоа што MBO е главната организација која што ќе треба да одлучува што понатаму за самиот Cardano блокчейн. Сега, ова треба да биде донесено затоа што знаете сами дека веќе постои, значи, гласање на Cardano блокчейнот, каде што секој кој што поседува Cardano токени може да гласа за одредена значи за одреден предлог. Со тоа што предлозите се вака наречени CIP и потоа број на предлог. Значи CIP 1694 ќе биде предлог во кој што целосно ќе се префрли, значи од кога ќе се изгласа овој предлог, IOHK и Emurgo нема да имаат никаква врска директно со Cardano, освен нели како и секој друг демократски принцип на глас по однос на тоа колку Cardano поседувате. Така да во оваа ситуација веќе Cardano и Emurgo, извинете, IOHK и Emurgo ќе бидат целосно тргнати како на некој начин битни фактори во Cardano блокчейн. Тоа е многу битно затоа што ова дополнително доаѓа до фактот дека ако се сеќавате многу пати го спомнуваат. Кога ќе дојде легислатива, само вистинските децентрализирани проекти ќе имаат шанса да опстанат. Зошто е тоа така? Затоа што не може да ве притисне регулатива
ако немате кого да го притисне. Значи, вие ако сакате да го притиснете Етериум, се што треба да го уапсите Бутерин. Се разбираме? Значи, уапсите го Виталик Бутерин и видите што ќе се случи со Етериум. Во оваа ситуација вие нема кого да уапсите затоа што целосно работата на Cardano е пренесена заедницата. И заедницата, односно секој член на заедницата може да предложи CIP, било што сака да направи, и заедницата одлучува што понатаму дали ќе се прифати тоа и како тоа ќе биде интегрирано. Така да во оваа ситуација тоа ќе биде крајниот степен на децентрализација која што нас ни е многу битна. Значи ние сме импресионирани од тоа што Cardano е еден од најдецентрализираните, можеби и најдецентрализиран проект во светот. Тоа ќе го покажеме и со неговите 100 најбогати моментално адреси, со тоа што јас верувам дека првите два се уствари се уште поседувани од IOHK и Emurgo. Ако не слажем, ова се оние знаете сами дека најчесто фондовите кои што ги водат оние невладени организации и фондови кои што ги водат овие големи проекти, имаат одреден дел од овие токени заклучени на страна со цел да може да финансираат понатамошно развивање, односно да финансираат фактички девелопери, ресерч и слично за самиот чейн да продолжи да расте. Додека од третата надоле, затоа и гледате дека се различни, другите се сите со адрес 1, така. Додека овдека се различни по стартот може да видите. Останатите нема ни повеќе од 0,5%. Значи 0,44 представува најголемиот wallet кој што поседува и тоа е само еден таков. Другите натаму гледаме дека се многу мали. Што значи дека еден од најдецентрализираните проекти во светот и затоа многу ми се допаѓа и се надевам дека ова конечно наскоро ќе биде изгласано со цел работата на Cardano да биде пренесена целосно на заедницата. Тоа е нешто што треба многу да ве радува. Тоа ви покажува дека значи самите луѓе кои што го направиле овој проект, односно Чарлс Хоскинс, никогаш немал намера истиот да го држи за себе си. Имал намера да го направи, да го децентрализира, да го надгради и да го врати назад да биде работен од самата заедница. Тоа е основата на демократија. Така треба една демократија да функционира. Сега нормално за ова ќе поразговараме понатаму, кога истото ќе дојде на ред. Сега само сакам да ви покажам дека е во тек, дека ова е најавено уште февруари овој месец и дека моментално се припремаат, односно имаат работилници, имаат да некој начин припрема за заедницата да биде практично информирана за тоа што се случува и да знае како да превземе работата, нормално. Следно за нешто што би сакал да поразговарам, GitHub, сега пак, значи на вистина јас не сум ниту блиску до оние кои што се разбираат во оваа ситуација, значи јас дам само основи на тоа што уствари се случува во еден блокчейн. Многу од луѓето има многу поголеми знаења, така да извинете ако тропам глупости некогаш. Идејата ми е да објаснам во онаа граница која што мене ми е позната, секогаш сте добре дојдени да допринесете на каналот и да оставите коментар, можеби направите видео кај што ќе ги објасните малку подобро како што тоа го направи и Кристијан. Идејата е дека овој канал е, како што кажав, да можам да објаснам до граници кои што јас сум способен да објаснам. Јас не сум девелопер, ја не сум програмер и не можам да го објаснам ова подобро од некои луѓе. Но се надевам дека ќе го сватите тој дел кој што можам да го објаснам. GitHub представува практично онлайн работилница за оние кои што се малку лаици како мене, каде што секој може да допринесе со своји скрипти, зборуваме за програмери, кога станува збор за одреден отворен блокчейн како оваа ситуација Cardano и секој може практично да надградува. Со тоа што овие скрипти нормално најчесто се нови проекти, надградување на проекти и слично и затоа е многу битно, затоа што овдека не може да скриете. Значи овдека се гледа уникатноста и бројот на скрипти кои што се додадени во однос на практично надградување на еден блокчейн и на еден цел екосистем. И по тоа се гледа колку одреден екосистем е активен, односно колку проектите работат на него. Затоа што екосистемот може да биде голем, но не и активен. А во оваа ситуација, значи јас ги земав практично од декември претходната година па до март, затоа што само до март се уште има, да видиме кои се топ 10 најактивни според development activity, односно според нови скрипти и нови девелопери на овие блокчейни. Значи ова е во декември, значи декември 15. Гледајте да видиме каде е моментално нормално да видиме каде е моментално Cardano. Значи на прво место е Cardano со 850, а следен е Cosmos со 535. Така да, значи во декември претходната година прв според развивање е Cardano со 850 скрипти. Во јануари, значи е 1-6 јануари 2023 година, значи да видиме каде бил Cardano. Cardano овдека не е најдобро очигледно, значи сега ќе видиме одма, мислам дека е на 8 место ако не се лажам овде. Да, значи на 8 место со 424. Сега да видиме понатаму. Моментално се наоѓаме во февруари
февруари 2023 година, каде што Cardano е на второ место, иако ова би било трето, затоа што Kusama и Polkadot се два различни проекти, но идејата е дека Kusama е само копија на Polkadot и моментално е само еден од многуте интерлей чейнови на целиот интерлей космос кој што го има Polkadot, така да во оваа ситуација Kusama е само еден од многуте проекти кои што моментално работат на Polkadot. И поради оваа причина Cardano јас го сметам за втор по големина, втор по скрипти кои што се создадени според активност, и последниот месец, тоа е март, значи пред само еден месец од сега, значи Cardano е повторно на трето место, односно второ, со оглед на фактот дека Polkadot и Kusama се еден проект. Нормално знаете и сами дека и Polkadot и Cardano се проекти кои што ги поседуваме, имаме многу вложено во нив, и уште еднаш ќе напоменам, не сомнено и не е случајно е тоа, значи и Polkadot и Cardano се уствари проекти направени од двајцата од основните петина, ако не се лажам, луѓе кои што го создале Ethereum. Polkadot е создаден од Gavin Wood, истиот кој што го создава и програмскиот јазик на Ethereum, значи гениалец исто како Чарлс Хоскинс. Значи во оваа ситуација може да ви покаже дека од тој тим испаднале уште два многу добри проекти кои што допрва ќе се докажуваат, но гледаме дека во последните 4 месеци Cardano е во топ 3. Единствено во јануари, не е на 8 место, но во останатите е во топ 3. Така да мислам дека тоа е доста добро да ви покаже дека во последните 4 месеци се работи многу на Cardano. Сега, генерално Cardano нема многу заклучено, тоа беше во право Горан Николовски, ако не се лажам, беше оној кој што ми коментираше на... Да, навистина нема. Значи тоа го проверив, еве ќе ви го покажам и вас. Значи Cardano моментално на својот блокчейн има заклучено 149 милиони вредност во долари, односно тоа е заклучено во стейкинг практично. Ова е колку од луѓето практично веруваат самиот блокчейн, зависи од тоа колку ќе заклучат. Сега, кога ќе го споредиме тоа со останатите проекти во блокчейн сферата, во криптосферата, гледаме дека Cardano не е на најдобро место, значи на 18-то место е според големина на капитал заклучен. Гледаме дека имаме дури многу помали, да речам, проекти кои што имаат многу повеќе капитал заклучен, да, за тоа е во право комплетно, но гледаме дека се расте. Значи од практично дното на bear маркетот гледаме дека имаме од 60 милиони кога сме се ногеле на самото дно, ова е колапсот на FTX, значи 49, така, сме стигнале до 149. Тоа е 3 пати повеќе заклучен капитал од дното на bear маркетот, така да ова на некој начин не е најдобро, не е ни најлошо. И нормално во однос на развивање на самиот Cardano, значи они имаат на некој начин јавен начин на информирање за тоа како се надградува самиот блокчейн на Cardano. Значи тоа може да го најдете, може да видите, значи на Cardano Essential. Сега овдека само треба ова да го запишете. essentialcardano.io/development_update. Значи овдека ќе ви ги даде сите практично надградби од почетокот па наваќе, да видите како се надградува. Овдека е на неделно ниво. Значи неделно ниво ви тава да видите колку скрипти, колку нови проекти, колку долари, значи сето ова е запишано од самиот тим со цел да се гледа како се надградува самиот Cardano, со тоа што овдека ги земам само последните 3 на некој начин репорти, само да видам, мислам дека последните, да, не, уствари не се последните 3, туку се од јануари до мај, да видиме колку се развива. Значи во јануари имаме 112 проекти кои што се лансирале само во јануари, со тоа што вкупната бројка на проекти моментално 1162, нормално не може да очекувате дека сите овие проекти се одлични. 7,5 милиони native токени, че толку е вкупниот број на токени. Сега, ова се токен policies, мислам дека е иницирање на нови токени кои што се од овие проекти. Pluto скрипти, значи знаете дека Pluto се практично програмскиот јазик на Cardano. Моментално имаме активни 5386 скрипти кои што се напишани на Cardano блокчейнот и 58,7 милиони број на трансакции, значи колку трансакции имало до сега. Со тоа што до мај, значи имаме од 1162, значи имаме нови практично скоро 100 проекти кои што ги имаме на Cardano активно, потоа имаме 8,2 за разлика од 7,5 милиони native токени, имаме 5300 за разлика од 7800, значи тоа се скоро 3500 скрипти нови, значи на Cardano,
значи зборува за неговото развивање, и од 58,7 на 65,8. Значи имаме практично оваа ситуација 7 милиони додадени трансакции на Cardano. Значи повторно, уште еднаш ќе напомнам дека Cardano можеби не е моментално најјавниот, не знам, експонираниот, очигледно не е, но тоа не го менува фактот дека е еден од најуспешните, оние кои што највеќе се развиваат во сферата, затоа и се наоѓа на 7-мо место по market cap, затоа што, значи, во оваа ситуација не гледајте само она што сјае, затоа што во оваа ситуација е и Пепе тока моментално е на не знам кое место, баш ме интересира, сакам да проверам, но тоа не го менја фактот дека Пепе нема никаква интринзична вредност. Значи Пепе моментално е на 42 место. Сакате да кажете дека Алгоран не вреди колку Пепе? Да бидеме реални. Затоа на крајот од денот не може само оние кои што се на вестите да ги гледат. Значи затоа и Чарлс Хоскинс убаво кажа пред само некое време, не знам, пред месец дена, дека моментално се води кампања против Cardano. Зошто? Прво не се наоѓа на американска територија. Една од позитивни работи, затоа и ми се наоѓа поголем дел од портфолиото во Cardano. Затоа што не сакам капиталот мој да се наоѓа на американска територија. Па гледајте ви што прават каубојци. Сакате вашите проекти во било кое време да бидат тужени поради каприц. Значи поради оваа причина ми се допаѓа идејата на Cardano да не работи во Америка. Тоа е трн во око. Како тоа поголемиот дел од вашиот капитал не е во Америка? Така, а вас ви е базирана на некој начин, сега, иако они IOHK е во Хонг Конг, тоа не го менува фактот дека работат на американско тло. Така. Втора работа е тоа што е целосно децентрализиран. Значи свесни се дека не може да го нападнат. И да го нападнат, како ќе го нападнат? Трета работа е тоа што нивниот IPO не е во Америка, значи го направиле надвор од Америка поради овие причини, за да не бидат тужени како тоа што му се случи на Ripple на пример. Така да, моментално се води кампања против Cardano и затоа не го слушате на вести. Значи и самиот Чарлс Хоскинс излезе и кажа кога сакаше да го купи, ако не се лажам, беше Cointelegraph на како беше на голема компанија, на Digital Currency Group, DCG. Значи еден од основните компании кои што ги има е, само да видам, Cointelegraph, DCG, CoinDesk, ако не се лажам беше. Значи она голема, CoinDesk. Значи ова е голема компанија за вести од криптосферата, која што кога пропаѓаше така речено DCG, се обидуваја да ја продадат. И Чарлс Хоскинс официјално имаше бид за да ја купи. И не беше одбиен, но беше вршено притисок врз него за да не ја купи, затоа што Чарлс Хоскинс нема да може да биде на некој начин воден за тоа кои треба да бидат вестите. Значи он ќе направи целосна децентрализација на вестите, а тоа не одговара. На тој начин вие не може да манипулирате што масата мисли за одредени проекти. Така да во оваа ситуација оно што Чарлс го кажа дека моментално се води кампања против Cardano и се бараат само негативни страни на Cardano е со причина. Затоа што, пак ќе кажам, основните причини кои што досега ги набројав прават да не биде прифатлив за моменталната фела која што го води овој свет. Така да мене ми се допаѓа неговата децентрализација, ми се допаѓа неговата идеја за каде овој проект оди и се надевам дека истиот ќе продолжи понатаму со одличната работа. Тоа е се што имаме да кажеме за Cardano нормално за денес. Се надевам дека ќе уживате во видеото и како и секогаш, ако ви се допаѓа материјалот, едноставно споделете во со луѓе кои што сакаат да научат повеќе за криптосферата. Значи гледаме и сами дека масовната адаптација доаѓа. Значи можеби нема да биде утре, но прашање на време кога ќе имаме неизбежен момент каде што ќе мора да научите и што е блокчейн, и што е крипто, и кои се најдобри проекти, така да подобро е сега, отколку да чекаме кога сето ова ќе биде купено од големци, за они да ни го продаваат нас. Нормално, секој шер, лайк и сабскрайб, за жал морам да го направам ова на каналот, е добре дојден, во поддршка на каналот и во поддршка на проширување на нашата бесплатна материја, и нормално тоа е единствената работа која што ја бараме за нашата упорна работа во криптосферата во Македонија. Ви благодарам. Имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.